Солзите на Страшо Гацов ја отсликуваат исклучително тешката состојба на неговиот тешко болен татко. Боро Гацов е 1 година во постела. Неподвижен е и има потреба од нега од трето лице, како и соодветен социјален надоместок. Одговорот на поднесеното барање во мај годинава до надлежните социјални служби во Кочани за добивање на спомнатата нега и надоместокот бил шок за семејството. После 6 месеца добиме негативно решение дека негото следува. Ја висет у Кочани и прашувам, ја го телефонот стое, може ба бројот да се види кој е и ги прашувам, викам, вие чекате он да умре прво, па после да му одобрите. И оттам доби одговор, може да се прислуша, да се види, дека да, ние знаеме дека ќе умре и затоа го одбиваме, затоа не му даваме. Го исклучиваме. Кажаваме го тоа и ме исклучија на телефона. И ојде у Кочани у социјалното, затвориваме ја врат. Вика, нема со тебе, со нас што да се расправаме, тоа од Скопје одбиено, ние не одобруваме, Скопје одобрува. Револтиран од односот на кочанските служби, Страшо не чека ниту минута. Веднаш ке поднесе соодветна жалба. Жалба се денеска или утре. Умеѓу времето, ево, он си иде истото. Он си лежи, не може да станува, чека, ако му подаде на некој вода, леп, тоа е. Ако не, нема. Во меѓувреме, болниот Боро не се предава. Ни солзи вели дека му е тешко поради најблиските кои мораат вез ден да бидат покрај него. Добро е само. Само? Не може тако. Буквално секој нов ден за Боро е успех во борбата да се победи болеста. Неговиот син Страшо е убеден дека правдата ќе победи. Жалбата ќе го преиначи првичното решение за конечно неговиот татко да ја добие потребната нега на болен од друго лице, како и соодветниот паричен надоместок.